Добре дојде во студио за моите гостинки, студентки. Мартина Лозановска е студентка на Институтот за родови студии, Теодора Милеска, студент на меѓународни интеркултурни студии. Беше поканет преку мејл, напишав на Димитар Коруновски барања да учествува во дебата. Тој е председател на студентското собрание на Филозофскиот факултет, НООДБИ. Сушност, што е причината за оваа дебата и зашто и тој беше поканет за правата на ЛГБТ заедницата и барањето на Филозофскиот факултет да бидат обезбедени простори каде што ќе се одвиваат активности и проекти на самите студенти. Мартина Лозановска, како течеше гласањето, заради тоа што е одбиено на седница, и кој всушност беше против? Председателот гласаше за. Добро. Поддржа барањето за обезбедување простори. Останатите колеги гласаа против. Добро. Што се случуваше на гласањето? Колку беа за, колку беа против? Прво, нели... И кое беше образложението? Како представници, нели, на студентите, колегите од нашите институти, ние треба да предлагаме барања за потребите на студентите. Јас побарав поддршка во обезбедувањето простори каде што ќе се одржуваат предавањата и активностите на иницијативата за инклузија на ЛГБТ заедницата. Сега, ние имаме две предавални од институтот кои што можеме да ги користиме, меѓутоа се помали предавални, а поентата е да се собере поголема маса на студенти, колеги и од надвор луѓе, како за да ги да присуствуваат на предавањата, да се вклучат во активностите доколку изразат желба. Меѓутоа барањето беше ставено на гласање и 19 колеги гласаа против, 4 меѓу кои председателот гласавме за и мислам дека беа 3 воздржани. Добро. За какви проекти и активности станува збор? Милеска. Од она што го знам, станува збор за дискусии и предавања кои би се одржувале во овие предавални или една предавална еднаш во месецот, со цел да се вклучат ЛГБТ луѓето и да се направи една поинклузивно факултетско собрание, не само собрание, туку едноставно простор каде што сите ќе може да се изјаснат. Јас бев една од тие што го поддржа ова барање, од причини што мислам дека воопшто не е проблем, не би требало да биде проблем, да собранието помогне и да покажа поддршка на еден ваков проект, каде што ние само еднаш во месецот на 2 до 3 часа би одвоиле една просторија. За жал, колегите не се согласија со моето мислење, затоа што еден од оние што гласаше против, затоа што имаше претходна дискусија, наведе дека доколку ние формираме ваков клуб, воопшто не станува збор за клуб, ова е само иницијатива на студенти, би се на некој начин би докажала дека нашиот факултет претходно не бил инклузивно место, дека нашиот факултет бил хомофобичен пред тоа, што мислам дека после гласањето беше многу очигледно со 19 луѓе кои беа против. Остро се противе на ваквото барање. Добро, која е причината за остро противење на барањето? Како го образложија тоа Лозановска? Единствено колегата кој што стана да се изјасне дека е против, и тоа беше се. Аргумент, толку другите колеги воопшто не ни се огласија да кажат зошто гласаат против. Вие побаравте од нив да се изјаснат? Не, после гласањето немаш, искрено видовме, јас барем видов каква е ситуацијата и да, председателот се понуди да ми помогне, да ни помогне, нели, да видиме како понатака, меѓутоа останатите колеги кои што гласаа против, некако не ми изгледаше дека би имала можност да ги убедам за да бидат за. Да. Имате на блогот Gender Insights, реагирате дека всушност било поднесено усно барање, не писмено. Да.
Зошто не понудивте писмено? Затоа што барање? процедурата оди така. И ви замеруваат за тоа. Да, процедурата оди така. Најпрво сите колеги кои што имаме некакво барање, го изјаснуваме усно, се гласа врз основа на тоа, нели, на барањето, а подосна како што течат процедурите, нели, тоа се става во записник, па писмено се обраќа до деканот, дека е донесена, дека е дадена поддршка за без разлика за кое барање, и така си тече процесот. И имаше и останати колеги кои што за нивните институти, од нивните студенти, колеги, студенти поставуваа барање и сите беа усно и сите исто гласавме на устните барања. Никогаш не стана збор дека јас морам да поднесам писмо барање, па после да се гласа на тоа. Процедурата е таква. Ги изнесуваме усно барањата, гласаме и после понатака си тече процесот. Потоа на блогот велите викате проект сте одбиле, после барање за простории сте одбиле, обвинувате за невистините информации, обвинувате за лична промоција, представување како борци за човекови права. Да, тоа е реакција на постот на Facebook страната на студентското собрание на Филозофски факултет, каде што они директно мене ме повикуваат со име и со презиме. Кои се тоа они? Подпишани се не се тие подпишани. луѓе? Не, тоа е само на страната и јас сум директно повикана. Јас со и нагласив со име и со презиме. презиме. Јас и нагласив дека јас никого не спомнав ни со име ни со презиме од тие што гласаа против, нити па спомнав име и презиме на председателот кој што гласаше за. Едноставно, они мене ме повикаа и јас одговорив на нивните повикувања. Јас кажа дека сум понудила, они одбиле проект, јас не им понудив нив проект, јас го понудив барањето од колегите од мојот институт за поддршка во обезбедувањето простори, кои што сметавме дека би било убаво да ја добиеме поддршката од студентското собрание, затоа што проектот е пред се за студентите, од студентите за студентите. Каде што ќе присуствуваат професори од нашиот факултет, професори од останатите факултети. Ве поддржуваат ли професорите? Да, безусловно. До сега сите професори кои што сум ги контактирала, за вас. Тука влегуваат и студенти од институтите за психологија, за педагогија, специјална едукација. Сите студенти велите на Филозофскиот факултет. Во иницијативата се вклучени студенти од Институтот на психологија, Институтот на педагогија, Институтот на социјална работа и политика и Институтот за специјална рехабилитација и едукација. И нормално од Институтот за родови студии. Најпрво иницијативата потекна од моите колеги од Институтот за родови студии, а подосна се приклучија и колешки од останатите институти, затоа што иницијативата е отворена за секој кој што сака да се вклучи, кој што смета дека може да придонесе во реализирањето на иницијативата. Ова е само еден мал дел од проблемите кои што сака иницијативата на студентската иницијатива да се обрати на нив. Подосна планираме и други активности, значи целта е студентска инклузија. Тоа подразбира вклучување на сите студенти од Филозофскиот факултет, па подосна се надеваме ќе се прошири на останатите факултети и на целиот УКИМ. Значи говорите за иднина. Да. Зошто говорите за иднина? Најавивте всушност дека ќе покренете постапка преку надлежните органи на и Филозофскиот факултет и на УКИМ. Во смисла дека како што оди правилникот, јас поднесов жалба на одлуката на студентското собрание до деканот и до председател на студентското собрание. Он секако се изјасна за проектот и се понуди да помогне, меѓутоа процедурата налага дека мора да се задржи процесот на реализација. Значи, на нивното одбивање по правило одговорот треба да биде, поднесена писмена жалба за да се разгледа, за подосна да се дискутира врз основа на жалбата и да се преземат наредните чекори. Добро. Такви жалби нормално после гласањето. Јас ги известив колегите кои што се вклучени во иницијативата и одлучивме да поднесеме жалба до деканатот и жалба до до претседателот на студентското собрание. Добро. Имате ли повратен одговор, реакција, Милеска?
Мислам дека за утре... Се уште не, утре имаме средба со декан. Добро. И тогаш би седнале на маса и би ги извадиле сите проблеми всушност. Имало ли до сега проблеми, испади такви хомофобични од сличен тип? Се случува на предавања, пошто нели се подразбира дека Институтот за родови студии обработува теми кои што ги вклучува LGBT, кои што ја вклучува LGBT плюс заедницата. И има случаи каде што нели има колеги кои што реагираат на тоа со навредни зборови за лицата припадници на заедницата, со ставови мислам дека кои ова е што... само нешто што искочи моментално на површина, а проблемот го има со години. Ние имаме материјали кои се исполнети со хомофобични, трансфобични, сексистички содржини и не се превземаат никакви... Каде имате материјали? Доколку не се лажам, до пред некоја година на Институтот на психологија во една од скриптите експлицитно пишуваше дека хомофобијата е болест, а тоа е наспроти сите оние светски стандарди, каде што според СЗО од 1990 година хомосексуалноста е тргната од листата на болести. Значи ние од 1990 година до сега не сме имале никаква промена во овие материјали и продолжува да се изучуваат овие дезинформации и неточни факти. Се уште стојат овие податоци, всушност шокантни податоци за ЛГБТ и заедницата. Дури во скриптите, во учебниците. Една од целите на иницијативата е и разгледување на материјалот кој што се изучува, за да се тргнат, да се пронајдат и тргнат овие содржини кои што се хомофобични и сексистички. Планирате ли да имате некаква средба, да побарате средба во Министерството за образование, да ги изложите овие проблеми за хомофобичните материјали? По иницијативата ни е планирана до јуни месец. Добро. По завршување ќе се изработи извештај и нормално извештајот ќе го понудиме до сите надлежни органи кои што може да помогнат во разрешување доколку се појават нели некои проблеми. Добро, јас ви благодарам што бевте гостина. Благодарам.